Дубоко десничарење. Добре дојдовте у уште една епизода од Дубоко десничарење. Денес би сакал да се произнесам против влезот на Македонија во Европска Унија и НАТО. Значи против великолепните евроатлантски интеграции. Против Европска Унија, против НАТО, не ни треба тоа срање, тоа е брод што и онака тоне, подобро да не потонеме со него. Тоа е една причина. Друга причина, овие институции, овие супранационални институции, нивна цел е подјармување на европските народи под Америка, под амерички јарем да се фатат. Има еден стар виц, значи целта на Европска Унија е да ги држи германците под чизма, американците умешани, а русите оттргнати. Тоа е еден стар енглески виц за Европската Унија. Но да, вистинската смисла на Европската Унија е економско осакатување на европскиот континент, прво и основно економско осакатување на Германија, така што ќе ја направат зависна од комуникација со остатокот од континентот, така што ќе ги закачат сите овие држави за Германија, за да она ја нема потребната флексибилност, за да ја нема потребната монетарна флексибилност, за да може да парира на Америка економски, со оглед на тоа што Германија е можда единствена европска нација со се Франција што може економски да ја парира на Америка. Тоа е одлично завршена работа и пак не е доволно заебана Европската Унија да може скроз целосно да ја поништи Германија, да ја стави под чизма. Другиот аспект е НАТО. НАТО истото го постигнува како што и Европската Унија, меѓутоа од безбедносен аспект. Една ствар што не ја знаат луѓето, што цело време трубат НАТО ЕУ, е со самото влегување у НАТО под директива од Вашингтон, од Брисел, ама фактички од Вашингтон доаѓа, армијата мора да се специализира. Што значи тоа да се специализира? Они ќе ви ти дадат задача што ти ќе ја извршиш и не можеш ти да имаш полн комплемент на борбена готовност во армијата. Туку твојата армија служи, викаат, за да не се реплицирале, безпотребно реплицирале компетенциите на сојузниците од војниот сојуз. Што значи тоа? Тоа значи ако енглезите имаат поморска способност, французите да се фокусираат на тенкови, германците на пешадија и значи такви глупости, што нема никаква смисла. Секоја држава треба да гледа прво и основа на својата одбрана, за својата безбедност, не да се крсти у тоа дека некои таму далечни сојузници ќе ја спасуваат. Нормално единствената земја членка на НАТО што е изземена од овие специализации е Америка. Целта на оваа програма за специализација е да ги осакати европските земји, да им ги стори неспособни да се одбранат без помош од Америка или од НАТО. Значи, целта е да не може една Германија, една Франција, една Енглеска или една Македонија да се одбрани од, рецимо, руски напад или, рецимо, не знам, кинески напад, без при тоа да ускочи Америка. Ја не викам дека може Франција да ја парира на Русија, на руска територија, ама на француска територија да би требало да може и не само Франција, туку и Полска и Финска и некои релативно помали земји би требало да се способни да одбијат напад од своја територија. Македонија би требало, а ние имаме среќа, Македонија е планинска земја, пошумена, може многу лесно да се одбрани дури од модерни напади. Тоа е првиот аспект на НАТО. Вториот аспект на НАТО со кој што се осакатуваат земјите членки со исклучок на Америка е рекетерскиот аспект. Ги присилуваш да купуваат америчка воена опрема, особено таква америчка воена опрема што е за никаде. Таква, например, овој најновиот авион што е у исто време и ловец и бомбардер и све. Шо, не знам, ја не сум авијатичар, ама еден авион да работи сите тие три работи, мене не ми звучи да е паметно, пошто тие се три сите тие улоги на авионот се
различни авиони за различни улоги е најдобро, бидејќи така се овозможува максимум специјализација на авиацијата. Еден авион ти не да имаш и за бомбардирање, и за пресретнување, и за авион ловец, и за ова, и за она, ми е тотален нонсенс. Ама еве може има у публиката авиатичари што ќе ни објаснат дека така уствари требало. И меѓу другото, еве, Полска ја изрекетираа да купува такви работи, Австралија, дури и земји што не се у НАТО, ама се у америчката мрежа, као Саудиска Арабија и Израел, се принудени да купуваат тоа глупиот нов авион F-30, као се викаш. Тотално нефункционално срање е тоа. Тоа нормално бидејќи Америка е под окупација од воено-индустријскиот комплекс, кој што мора нормално, они имаат енормна лоби операција у Вашингтон, имаат неколку сенатори и председатели, повишето сенатори и председатели им се у собственост и мора Америка постојано да америчкиот данечен обврзник да плаќа за глупостите на воено-индустријскиот комплекс и неретко е многу поедноставно да ги присили така наречените сојузници на Америка да ги купуваат глупостите на воено-индустријскиот комплекс. Тоа е втората функција на НАТО. Јас наместо тоа викам, европските држави, вклучително и Македонија, треба самите да ја изградат својата иднина и да имаат избор во тоа како ќе се постават геополитички. Кој сака со Русија, нека иде со Русија. Кој сака со Кина, нека иде со Кина. Кој сака сам или кој сака у рецимо некој друг сојуз, као што на времето Тито ги направи неврзаните, еве, не го сакаме Тито, ама тоа беше една паметна работа што направи Тито, што се триангулираше меѓу двете суперсили и направи свој сојуз, трета позиција. Тоа беше паметна работа. Јас лично заговарам за сојуз што ќе се протега низ Балканот и Источна Европа, наречен Интермариум, што е идеја на маршал Јозеф Пилсудски, само што јас викам треба, тој е полски маршал, јас само што јас викам треба да се прошири тој сојуз, малце да го вклучи поише Медитеранот и да има башка напор, еден медитерански сојуз, како би се одбранила Европа од нападите од исламскиот свет и од Африка, особено значи од брановите имиграција. Нормално тука треба да има муабети со афрички и блискоисточни земји, нешто у стилу полковник Муамар Гадафи, кој служеше, Бог да го прости, како граничар на Европа, све до неговата смрт како резултат на франко-америчка интервенција у Либија. Значи, Европска Унија и НАТО служат за подјармување на европските земји, нивно понижување и подчинување на Америка. Тоа не смее да се дозволи, не само што не треба Македонија да влезе у овие сојузи, туку треба овие сојузи скроз да се демонтираат, а ако има соработка меѓу европските земји на ниво на континент, онда таа соработка да биде поинаку структурирана, бидејќи структурата на НАТО и структурата на Европската Унија не овозможуваат нормално функционирање без подјармување на америчките интереси и без фактички тиранијата на бриселската бирократија против која што толку се бунеа енглезите и заради што они истапија од Европска Унија. Сега гледаме дека потпукнува Унијата, бидејќи се губи смисла, пошто коронавирусот нели ја распарчи Италија, сега ќе ги нападне Шпанија и Франција, веројатно немаше солидарност на ниво на Европа, повише дојде помош од Кина, дојде помош од Русија, ама Европа и Америка ја заборави Италија, веројатно нема ништо напред ни за Франција, ни за Шпанија. Така што јас викам, Македонија треба да бара други пријатели, не Америка, не Европска Унија, не НАТО. Некој ќе рече, па ти што сакаш со русите? Ја викам, не, јас конкретно со русите мислам дека не е паметно да се удисуваме, ама боле со русите да се удисаме него со американците, пошто барем русите ја не сум чул да бараат од нас да смениме име или на друг начин да се понижиме и да си ја поништиме државноста и националноста. Бидете ми поздравени, се гледаме у наредна епизода. Чао, пријатно.